Гледам програмата, не може да не се мръщам. Вака, прво, сакам еден краток коментар. Мислам дека има некој договор на пратениците на левица да не им се земаат реплики. Инаку, додека меѓу себе со СДСМ си земате реплики, значи тоа е, јас го нарекувам еден вид на политичка симулација која што македонскиот народ ја гледа 30 години во парламентот, но сега со влегување на левица како трета политичка сила нема да може да не избегнете и ќе мораш да се соочите со нас. И сега вака јас моето излагање го поделив на два дела. Прво ќе дадеме на по-широка политичка значи на понудените некои работи околу програмата, посебно економскиот дел и делото околу борбата со корупцијата. Прво и основно, овој мандат на ВМРО-ДПМН е мандат на незадоволство, значи ова се повторува од 91 година навака. Секогаш кога ќе има лоша влада на СДСМ, доаѓа на власт ВМРО-ДПМН и обратно. И, за жал, мандатаре, вам ви се обраќам, уште во старт ретирирахте на неколку полиња, прво и основно ретирирахте кај придавката Северна и рековте дека сега ќе го изговарате наводно, нели, новото име. Што беше тоа? Беше една емисија Клик плюс ли, како се викаше, кај што рековте дека дури и мандатот ќе го жртвувате, вие новата придавка не сакавте ни да ословите која е. Викавте дека нема да изговорите, а сега тврдите дека и сами кажавте дека ќе се заколнете, значи утре, некое време утре, дали полнок, дали порано, ќе дадете заклетва со таа придавка. Ево, ја ве повикувам да не испаде дека го кршите зборот, имате време денес, уште некоја минута или утре може да си дадете оставка па да останете на збор. Понатаму, го факторизиравте дуи. Едно од големите видувања беше дуи ќе иде опозиција, дуи нема да биде фактор, и кога дојдовме за гласање, значи за законот на организирање на државната управа, ви требаа 2/3, седнавте со дуи и се договоривте. Сега следува измени дополнување, значи на локална самоуправа, исто закон кој што се носи со 2/3 и кој што потребно дури и Бадинтер, што значи уште повеќе ќе влезете у договор, а бесрамно лажевте на изборите дека еве левица работела со дуи, левица вака така, вие не издржавте ни влада да формирате и веќе ги факторизиравте. И да не бидат, народот не е наивен, сигурно не се работи тука за пазарење, за некоја наводна комисија у собранието за правична застапеност и слично. Моја предпоставка е дека преговарате дека дуи преговара да си ги спаси своите функционери од прогон. Апсолутно. Вие, како викавте, ја споредувавте таа партија со ракра на криминално здружение и слично, за сега со нив у прв момент да се здружите уште пред да имате влада, и еве моje мислење е дека народот да не очекува во тој дел, во тој табор како и до сега нема да има никакви пријави и апсења. Понатаму планирате да задолжите државата уште у старт со 1 милиарда евра. Тоа нечесно не го кажавте пред граѓаните пред изборите, затоа што знаете колку се луѓето осетливи на задолжување. Именно вашите пратеници тука малте не секој ден скокаа во собрат. Земете ми реплика слово. Малте не секој ден скокаа тука и се бунеа за секој значи земен грант или од странство, за секој кредит, додека, значи за секој кредит, додека сега вие фактички го правите истото. Јас сметам дека ова ќе биде ново Скопје 2014, каде планирате да пумпате барем пола од тие пари ќе отидат, знаеме каде, во сомнителни тендери, барем пола од тие пари планирате да ги пумпате во општеството. И сега, бидејќи ВМРО-ДПМН всушност не нуди, исто како и СДСМ, не нуди некоја радикална промена или вистинска реформа, всушност нуди маргинално само подобрување од едната до другата, на тоа ги добивате изборите. Имаше како народен израз во времето на Груевски дека окей, овие крадат, нели, како предходните, ама барем се гради, значи ќе биде сега паролата во овој нареден период: кради, ама гради. Јас рачунам, мислам дека тоа ќе трае до локалните избори. Исто планирате да ги зголемите, значи, и пензиите. До локалните избори мислам дека компаративно ќе има многу помала корупција, за после слично како владата на Груевски, која што од 2006 до 2008 беше компаративно помалку од 2008,
аз диса комплетно така да после локалните избори, мислам дека вие комплетно ќе аз дисате со корупција. Сега програмски околу економија и трудот, пошто и така ги фузиравте економија и труд, како што кажа и председателот Апасиев, само 2 пати го спомнувате зборот работник во програмата, не се видовте со ниеден синдикат, со ниедно работничко здружение, значи македонскиот работник ќе остане незаштитен, ќе биде обична стока на пазарот, кој што вие ќе даете на тацна и на домашните бизнисмени, и на странските бизнисмени, на мултинационална добивка на мултинационалните компании, на добивка планирате да им го намалите данокот, значи само на 5%, што значи тие компании така скоро ништо не партиципираат, за илустрација, например, само рудниците, околу 1% мислам дека од профитот останува во државата, значи вие сега и тоа ќе го намалувате, значи ние немаме апсолутно никаков ќар, и сега планирате раст од 3 до 5%, тоа во ваква економска ситуација е невозможно, едино може да го пумпате економскиот раст вештачки со таа милиарда евра на сличен начин како што Груевски одржуваше вештачки економски раст со проектот Скопје 2014. Сега околу инфлација планирате инфлаторна стапка 2 до 2,5%. Тоа исто тешко ќе се изведе, затоа што веќе кај нас инфлацијата не зависи од менаџирање на денарот. Инфлацијата е интернационална, значи зависи од големите валути. Ние апсолутно како увозно зависна држава, апсолутно нема да имаме никакво влијание таму. И сега има една интересна реченица, вика, оваа некоја розева прогноза планирате да се оствари ако нема непредвидени политички и економски нарушувања на глобално ниво. И јас сакам да ве прашам, а што е тоа ако не е војната во Украина, која што се случува моментално, каде што кога идевте во Будимпешта да го преговарате тој 1 милиарда кредит, сте можеле да разговарате со Виктор Орбан, кој што јавно кажа дека Европа веќе се спрема за голема ескалација во Украина, што значи тие деструкции и на пазарот веќе најверојатно ќе се случат. Тоа слично нешто говори председателот на Србија Вучич, што значи јас тука очекував од вас да видам програма каде што мислите да ја заштитите оваа економија од тие потреси. Значи тие држави во моментот се наоружуваат, ги полнат амбарите со жито, ги полнат сите резерви со нафта. Вие напротив немате ништо такво, него мислите, планирате, очекувате розова слика и давате розови прогнози. Сега, околу борбата против корупцијата, јас исто сум застапник на таа теза дека основа на секоја политика е кадровска политика, без разлика какви да имате прописи, ако кадрите ви се лоши и корумпирани по природа, вие тие нужно ќе дојде значи до корупција. И би почнал со вас мандатаре, значи вие како директор на Елем имате добиено концесии за државно земјиште и за мали хидроцентрали, што е де факто коруптивно однесување, дали поминало во законот или не, тоа е друга работа. И сега како човек да очекува дека вие сега од далеко посилна позиција или практично најсилната позиција во државата нема да правите нешто слично. Понатаму го имате Златко Перински, кој што е за локална самоуправа кандидат, кој што беше сменет како ВД директор од водовод и канализација за наводно дека нешто имал милионски тендер, дека злоупотребил во град Скопје. Понатаму го имате Панче Тошковски во МВР, значи познатиот адвокат на урбаната мафија, кој што вие лично му имате дадено 2 тендери, еден за 25.000 евра и еден за 143.000 евра за така наречени адвокатски услуги. Значи сте добри пријатели, очигледно. Понатаму, Цветан Трипуновски за земјоделие, кој што има кривична пријава за злоупотреба на службена положба во Стојање. Како ние може да очекуваме дека сега од него, од еднаш нема да има злоупотреба на службена положба. Понатаму, Рохман Муртезани за европски прашања, директор на МЕПСО и претходно на Македонски железници, кој што вашата партија го нарекуваше паразит, кој што паразитира на македонскиот народ со превисока плата, додека македонскиот народ плаќа превисоки сметки за струја и како шлак на тортата не ги ни признава македонските инсигни, македонски државни символи и со тоа плука директно на македонската држава и на македонскиот народ. Значи тој кадар сега ќе биде министер. Понатаму Изет Миџити, сам си кажа човекот дека колку се фалеше, колку легализирал дивоградби и уште еден момент има тука, незаконски промени на имењата на училиштата во неговата општина, па се прашувам дали може би околу тој момент ќе реагирате.
Понатаму, Армен Таравари за здравство, вашиот попредседател излегуваше на пресови и изборуваше како бил купен Армен Таравари со куќа што вредело 500.000 евра за 150.000 евра, со квадрат платил 500 евра, некоја смешна сума кај што бил 2000 евра и слично во Капиштец, и сега тој, вие фактички го, значи на очигледна корупција која што и вашата партија има детектирано, ќе го ставите министер за здравство. И да завршам со Горан Минчев за јавна администрација, кадар знам, кој што е кум на Бранко Црвенковски и негов соработник, значи вие ја проширувате соработката со бранковистите, сега освен што го фактуризирате дуи, го фактуризирате и Бранко Црвенковски, кој што е нели као наводно наомразената фигура во ВМРО-ДПМН, кој што ја спроведе приватизацијата во 90-тите години, кога Македонија беше фрлена на колена и од тогаш практично не може да се исправиме. Значи, тука е клучниот проблем, а тоа е дека раководството на ВМРО-ДПМН и на знам, и на вреди, како членови на таа бизнес и политичка елита која што е фузирана, првенствено има финансискиот интерес. И нужно, значи тоа е инхерентно, тоа е вградено во вас, нужно тој интерес доаѓа прв и у ситуација кога ќе дојде таква елита на власт, како што е сега и како што е претходно, вие не можете да избегнете корупцијата, не можете да избегнете злоупотребата на државниот апарат за да дојдете до поголема, значи финансиска и нелегална добит, што значи вие потекнувате од истиот систем кој што тука пред македонските граѓани тврдите дека ќе го реформирате, истиот систем кој што заедно со СДСМ и ДУИ 30 години го имате и градено, што значи нужно ќе потврлите, само треба да ви се даде време.